Сопругот на Ивана Стојанче Јовановски е осомничен за тешко семејно насилство и наведување на самоубиство, а обвинителството за него побара мерка притвор. Оттаму соопштија и нови детали за случајот. Ивана цели 7 години била малтретирана и тепана од Стојанче, а нападите се интензивирале минатата и оваа година, поради што според обвинителството сега веќе починатата се нашла во безизлезна состојба и се одлучила на самоубиство. Го зела детето во раце и скокнала од балконот на 6-тиот кат од нивниот стан во Тафталиџе. На критичниот ден претходеле неколку настани, а осомничениот најпрво се заканувал и започнал да ја удира оштетената во близина на нејзиното работно место. Потоа, додека со автомобил управуван од трето лице се возеле кон основниот кривичен суд, продолжил да и се заканува дека ќе ја убие, со што предизвикал кај неа чувство на страф и несигурност. Во близина на судот физички ја нападнал и нанел телесни повреди, хематоми по главата и телото. Откако од училиште ја зеле 6-годишната ќерка, сведокот ги однел до домот за оштетената да се спакува и да ја носи кај мајка ѝ. Додека сведокот и осомничениот седеле пред зградата, оштетената се заклучила во станот со детето и оттаму го извршила самоубиството, наведуваат од ОЈО. Суровото и нечовечно постапување на Стојанче, кое траело од 2019 и кое вклучувало и физичко и психичко насилство, односно тепање, навредување и понижување, според обвинителството било пријавувано во надлежните институции и од Ивана, но и од очевидци и други сведоци. Извршените инспекции од страна на Министерството за социјална политика веќе утврдија пропусти во постапувањето на социјалните служби, пошто обвинителството испитува и дали има кривична одговорност кај службениците од Центарот за социјални работи во Скопје. Од невладиниот сектор бараат да се стави крај на насилството врз жените преку итни системски промени. Ваквите случаи се одраз или се резултат на нефункционален, за жал, систем за заштита кој на хартија го имаме уште од 2004 година. Меѓутоа, во целиот овој период од повеќе од 20 години, државата не превзеде суштински напори за да се промени досегашниот пристап. Ние имаме невоедначено примена на нивните законски, недоследно применување на законите и, како да кажам, неефективни законски механизми за заштита. Ограничен е пристапот до права, мерки за заштита и услуги за самите жени што претрпеле семејно насилство. Станува збор за мерки и услуги кои во суштина треба да им помогнат да го решат проблемот со насилството и да продолжат со својот живот, да закренат од насилството. Дека институциите мора да постапуваат, порача и министерот за внатрешни Тошковски, кој на вчерашната дебата за ефикасна заштита на жртвите од семејно насилство најави брзи законски измени кои ќе го овозможат тоа.